криминалци и насилници. Политички театар за суспендирање на судството и правдата. Ќе останеме ли без најбараните информатичари? Колку имаат плата и каде одат? Државата ќе ги отплатува долговите на расипничките градоначалници. Кој од нив ќе одговара? Шахмат за Македонија. Како и кој игра на таблите на древната игра? Денеска во Студио 1. Поштовани гледачи, нашнавме тема во блиц интервјуто на нашата Весна Велкова со Павле Богоевски околу евентуалното заминување на Груевски во Идризово, но во овој момент ми се чини дека станува прилично политичко перфидна играријата околу законот за амнестијата и особено на начинот на кој ВМРО ДПМН бара простување на казните, помилување или запирање на постапките за точно наведени кривични дела, што уште само фали да имаат наслов, име и презиме на сторителите на кривичните дела, што може би е и законски дозволено, но во политичка смисла е прилично симптоматично. Во денешното студио на оваа тема разговараме со Јордан Митриновски, екс-судија, председател на апелација во Скопје, сега пензионер, и во студиото е познатиот адвокат Кратовалиев, Константин Кратовалиев. Ми се чини дека би било добро, доколку Митриновски ме слуша, да го имаме на линк. Добар ден, Митриновски. Ви благодарам што одвоите време и во ова дожливо време. Дали и на каков начин го доживувате овој закон за амнестија и што тоа би значило во однос на дерогирањето на судството и на интегритетот на судиите, бидејќи сте вие долгогодишен судија? Мислам дека нема потреба да ги елаборирам законската поставеност на институтите помилување и амнестија, предвидени во членовите 113 и 114 од Кривичниот законник, бидејќи општо познато е дека се јавуваат во 5 своји основни форми, меѓутоа може да дојдат и во комбинација меѓу себе со повеќе варијанти. Јас пред себе отишол конкретно на потребата од примената на закон за амнестија во денешното време. Колку разбрав од медиумите, поставеноста на тој закон, велам од медиумите, бидејќи јас го немам добиено, тој се јавува во негови 4 форми, по 4 своји основни барања. Немаат само едно од предвидените форми во спомнатите одредби од КАЗ, а тоа е намалување или ублажување на изречените казни. Другите основи овој закон, предлог на закон, ги содржи и пред се основниот вид аболицијата. Аболицијата и другите форми имаат политички предзвук, меѓутоа сета работа треба да се гледа во контекст на временската поставеност и на тој предлог и неговата етногенеза и гледано низ призмата на општествено-политичките услови, бидејќи секоја амнестија и помилување ги има и тие квалификации. Според мене, во денешни услови не би било ни целисходно, не би било ни потребно, а не би ни било можно прифаќање на еден таков закон, предлог закон, бидејќи тоа е директен упад во судската надлежност и тоа е своевидна дерогација на судската власт од страна на извршната и законодавната.
Пред се, тука е во прашање законодавната, бидејќи пред нив е поставен тој предлог закон. Меѓутоа, основно што треба во овој случај да се согледа и да се оцени, бидејќи во основа и почетните форми и на амнестијата и на помилувањето е аболицијата, тоа е ослободување од гонење. Треба прво да се оцени и разгледа дали таков предлог воопшто може да постави една политичка партија, во случајот политичката партија ВМРО ДПМН. Според законската поставеност на овие правни институти, аболицијата исклучиво може да се постави по службена должност, значи барање мора да биде поставено од страна на министр. Добро. И тоа се случува. За жал, ќе морам да му се извинам на господинот Митриновски. Во овие дожливи и влажни времења линкот е привремено ископчен, доколку се воспостави некаква линија. При крајот на разговорот уште еднаш би го вклучил познатиот судија. Дајте ми сега да видам. Ало, Митриновски, само еден момент. Имавме мал прекин. Сега сакам директно да ве прашам. Во законот се наведено таксативно за кои кривични дела може да се доделува или се предмет на амнестијата. Јас сакам директно да прашам, дали вие мислите дека оваа правна држава која е кревка ќе биде урната со фактот дека ќе им простиме на сите што направија упад, државен удар во собранието, за сите што направија насилство, за сите оние што на еден или друг начин се сомничат за големи малтретирања со аферите на прислушување, за руинирање на судството и на човековите слободи. Во овие услови Македонија како кревка демократија сепак е обврзана да ги почитува основните постулати на меѓународното право, а тоа се зачувување на основните човекови права и слободи, безбедноста и владењето на правото. Доколку се дозволи дерогација на овие три постулата, тоа е директен упад во судската власт и значи превземање на ингеренциите на судската власт од страна на законодавната власт, ако случајно дојде до изгласување на овој предлог закон. Само предходно јас спомнав дека предуслов е и да се оцени кој има право да поднесува предлог за аболиција. Добро, благодарам, господине. Аболицијата е најшироката форма на помилувањето. Добро, господине Мартиновски. Тоа е целосно ослободување од кривично гонење. Во предлог законот што е поднесен се спомнати три кривични дела, од кои третото кривично дело се врзува и за терористичкото загрозување на уставниот поредок. Господине Мартиновски, не би сакал, се извинувам, Мартиновски, ви благодарам многу, не би сакал да и натаму нова променливо и дожливо време, со оглед на кревкото здравје што ги имате ве држам, и благодарам за вашите констатации. Продолжуваме во студиото разговор со познатиот адвокат Константин Кратовалиев. Како вие го доживувате овој закон за амнестија? Како комплетно суспендирање на правната држава, како политички трик да се спаси нешто што инаку народот го доживува како криминал, насилништво, суспендирање на судството на правната држава? Преди се, добар ден, благодарам на поканата. Видете,
Тоа се прашања кои што се наметнуваат и кај народот. Веројатно би сакал компаративно да зборувам, значи прво кога дискутираме на темата амнестија. Амнестијата е институт кој што е одамна познат. Тоа е привилегијата на власта уште од римското и грчкото право со кој што тие си обезбедувале можност да се стават над судската власт. До ден денес владите, власта и така натаму секаде во законодавството си обезбедиле себе простор да може да го вршат тој упат и да ја дерогираат третата власт, судската власт, нели? Во основа тоа не е упат само во судската власт, тоа е упат воопшто во правниот поредок, во правниот систем и во сигурноста на правниот поредок. Особено кога се работи за највисоките добродетели кои што се штитат со казненото право и каде што во суштина амнестијата се користи за да се поништи основното начело на кривичното право. Тоа е дека секој кој што е виновен и кој што сторил одредено кривично дело треба да одговара и да ја поднесе соодветната санкција. Од друга страна, кога гледате амнестијата, таа е опфатена во два сегмента. И историски и практично. Едниот дел на амнестијата го обработува подрачјето, значи на намалување на веќе изречената кривична осуда. Добро, јас не би сакал сега да влеземе во теоретска расправа, многу е поважно, добро. И во некаква она што да. Сега го се бара, она што пратеничката група на ВМРО-ДПМН го побара, тоа е она поширока смисла на зборот амнестија која што значи аболиција. Тоа е апсолутно значи ослободување од започнување на кривичното гонење до бришење на осудата како таква. Значи сега вака имаме три нивоа. Најстрашен облик Добро. На користењето на институтот на амнестијата. Тоа е неограниченото ослободување. Тоа значи дека никој повеќе нема право да размислува на темата за кривичната одговорност на лицата кои што учествувале во одреден кривично правен настан. И тековно и идно. Точно така. Значи од сега па натаму, во иднина се заборава. Знаете што? Јас Тоа значи легално и утре ќе си влезат луѓе у собрание и ќе си го направат тоа што го направија, неко ќе претепаат, неко можеби ќе го ликвидираат и тоа ќе биде подведено под овој синоним на амнестија. Така е, значи правиме сериозен преседан со користење на институтот на амнестијата. Да се она што сакам во основа да го посочам тоа е дека самиот збор амнестија генерички би се читал амнезија. Амнезија, знаете, тоа се користи во медицинска формулација. Се плашам дека во овој момент политиката не води во правец каде што институтот на амнестијата кој што доживеал одредена модификација во правото при изразување не води во правец на некој да не речем доктринарен феномен на амнезија, да заборавиме се она кое што се случило преку одреден правен институт. Значи медицински феномен. Се надевам дека тоа нема да се сведе на партиска деменција на раководството кое го заговара. Меѓутоа она што е многу индикативно во некаква првична анализа. Пазите, се бара амнестија не само за тие што се осудени, и за оние кои во моментот им се суди. Така е. Туку и за осомничените лица. Тоа практично значи сите овие од собрание, сите овие за кои формиравме СЈО одат во понор, се почнува од ново. Тоа значи исто така, може пак некој друга будала да не прислушува, некој друг да не тепа во парламентот, да ги попречува институциите, каде оди тоа? Па, видете, вие на некој начин веќе со самото прашање одговоривте каде оди. Оди во неповрат. Значи, да се на таков начин суспендира еден правен механизам. Сите можни институти кои што постојат, одговорноста како соодветен облик значи на поведение, едноставно води кон одредени социопатолошки девијантни промени кои што не би сакал да ги согледувам, ниту апокалиптично да звучам, меѓутоа кога тоа особено се испорачува од една пратеничка група во највисокиот институт со цел да се заштитат своите лични интереси, односно интересите на токму на лицата кои што припаѓаат на таа одредена политичка партија, веќе само по себе е симптоматично и води во еден многу страшен правец. Значи тука не се бара некоја правда за одреден круг на лица, туку се бара правда за лица кои што припаѓаат на одредена група, да не речам политичка партија како еден вид каста веќе ке нас полека стануваат политички партии. Дали ми се чини дека малку вратата контроверзно е отворена и од актуелната власт со чинот со кој судот ги ослободи тројцата пратеници од притвор, им даде право и легитимитет
како пратеници да се изјаснуваат и тоа создаде некоја аналогија дека таквата де-факто ситуација оди во правец на спојување на амнестијата и помирувањето. Видете, значи, некогаш се отвараат работите на мала или на голема врата. Јас би рекол вака, значи, не сум вклучен во рамките на тие процеси за да можам прецизно како професионалец да дадам соодветно мислење во поглед на ослободувањето притворско во тие три случаи. Но ако гледам од страна, не како правник, туку како граѓанин, веројатно тоа што го зборувате во голема мера има одредена вистина со фактот на тоа што нели тогаш кога е потребно тие три случаи се доаѓаат таму се огласи со став и познатиот кривичар Арифи, ќе цитирам: тешко е да се воспостави праг на толеранција, особено кога се работи за терористичко загрозување на уставниот поредок и натаму. Ако воспоставиме праг на толеранција, има и друго дело на тероризам за кое што други лица беа осудени како кумановските настани. Тоа значи дека се отвара буквално Пандорина кутија која прашањето на помирувањето ќе го сведе се да заборавиме. Таквата амнестија значи она што вие го рековте заборавање. Тоа точно не води во една страшна димензија, значи таму каде што се може да се избрише. Едноставно со еден потек да се брише се и наназад ништо веќе да не постои. Можда замислите, велите се до сега, целиот криминал кој што постоел не важи, сега почнуваме од нула. Не би сакал воопшто да размислувам о тој правец. Се надевам дека оваа држава ќе снајде соодветен капацитет без оглед на, како што рече, кревката демократија, нели, во која што се обидуваме да ја обстоиме, да не се дозволи вакво нешто да се случува. Дури и тоа самото тело кое што се предлага да се формира, не би сакал да кажам со која тежина тоа би требало да работи. Гледам дека вице-премиерот околу коментарите, Османи, например, кажа дека можеби оние лица кои што се колатерална штета на самите настани. Кој е капацитетот на тоа тело, правен, стручен, што може да оцени, што може да оцени надвор од судот. Значи, видете, обвинителството е тој што ги спроведува истражните действија, сублимира цела низа докази, ги сервира на судот, ги изнесува пред судот. Имаме демант од другата страна, за да судот едвај оцени дали постои колатерална штета на действијата, а камоли едно тело составено, да речем, без подценување, меѓутоа од релативно помалку стручни можеби лица кои што ќе речат да, овие се колатерална штета, а овие не се. Значи тоа е веќе несериозен пристап. Може да се врати оној стариот трик на Иванов, секој индивидуално да побара молба за укинување или барање за амнестирање, што инаку како правен инструмент е дозволено. Знаете што, кај нас во суштина правото се користи како жонглерска дисциплина. Вие многу коректно го рековте тоа трик, јас би го рекол брутален упад во толкувањето на една правна норма, каде што се направи нешто што е недозволиво, каде што целиот свет ни се смееше за тоа што се случуваше и на крајот се случи тоа што се случи, да кажеме, со соодветни дефиниции на малку за момент ќе излеземе, зашто за мене се уште постојат прилично индикативни информации околу еден нов, условно да кажам, случај. Јавното обвинителство отворило предистражна постапка за претседателот Иванов, особено околу постапките негови на непотпишувањето на законот за јазици и Преспанскиот договор. Дали може таа постапка според уставот да се одвија на таков начин? Видете, јас не знам какви истражни действија, предистражни така натаму тие спроведуваат и како ќе го објаснат сето тоа е затоа што еден од инструментите е правото на претседателот. Сега не влегуваме во одредени толкувањето на нормите за правото на претседателот. Значи ние и во минатото имавме такви случувања, така да ако од една страна, видете, ајде да се обидеме да направиме една кратка паралела. Од една страна имаме действија кои што сакаат да ни укажат дека и најбруталните постапувања треба да бидат заборавени. Од друга страна, иницираме една постапка која што како пракса постоела претходно и се обидуваме да издигнеме на едно друго рамниште. Мислам дека
од една страна политичките настапувања на политичарите го водат правото во сосема една насока, од друга страна па и строгото придржување, да речеме, нели, до одредени постапувања и истражувања не водат во сосема еден друг правец. Се додека не се направи одреден склад помеѓу действувањето на политичарите со она што е правосудство и делувањето на органите во рамките на него, на работата, ние одиме во диаметрално спротивни и контрадикторни работи. Убаво наметнавте сега ова прашање. Добро, благодарам. Тоа беше во ова блиц интервју, но со содржински оценки со Константин Кратовалиев, адвокат. Поштовани гледачи, имавте можност да ги видите и становиштата на Јордан Митриновски, пензиониран судија, инаку председател на апелација, кој беше разрешен со моќта на политиката, а потоа ја доби правдата пред Европскиот суд за правда. Следуваат минутите за вестите и Джигоманова, јас се надевам дека гласот ти попушти. Па еве ќе видиме како ќе поминат овие вести. Тоа е веројатно нормално во овој период од годината, секако вестите се веднаш по кратката пауза.